градот Велес може значително да се подобри и во остварување на политиките на младите. Ќе ги надминеме трендовите на немотивирани, неинформирани и апатични млади и новонастанатите трендови на така наречената изгубена генерација, да се пробуди активистичкиот дух, да имаме градови во кои ќе се чувствуваме среќно. Младите се движечка сила и ресурс на позитивни промени. И затоа сакаат со нивните локални власти да бидат пријатели и партнери. Но колку градовите го користат ресурсот млади? Сметам дека градот Велес е вистински пријател на младите, секако со простор за работа која треба да биде завршена. Градот Велес е град во кој живеат многу слободумни млади лица, артисти, музичари и активисти, спортисти и волонтери, кои имаат, но и во одредена мера немаат доволно средства и поддршка за да ги остварат своите потенцијали. Сепак, тврдам дека градот Велес е град на културата и младите знаат како да уживаат и да ги користат сите тие придобивки, со посета на многу театарски представи, иницијативи, литературни средби, културни средби и многу други настани во кои младите можат да партиципираат и да ги остварат своите најразлични потреби. Сепак, сметам дека градот Велес може значително да се подобри и во остварување на политиките на младите. Сметам дека градот Скопје не е доволно град пријател на младите од неколку причини. Првата причина е тоа што во моментов градот Скопје нема локален младински совет, ниту пак стратегија за млади. Втората причина е тоа што во нашиот град немаме центар за млади или младински простор, односно канцеларија. И третата и најважна причина е всушност тоа што градот не овозможува голем број на можности за активно младинско учество и волонтирање, освен оние кои што се по иницијатива на младинските организации. И покрај тоа што има многу млади кои навистина би дале се да променат многу работи и да придонесат за својот град, според мене, мојот град не е град во кој што младите имаат влијателно учество во донесувањето на одлуки, спроведување на активности и настани во кои младите би биле вклучени, и нивното мислење би значило навистина многу. Како прво, мислам дека причина поради тоа е незаинтересираноста на младите луѓе во градот да бидат што повеќе вклучени во сите активности и во општеството. Сепак, светот е во раците на младите и нивниот активизам. Доколку се заинтересирани и имаат желба за работа и надоградување, тогаш ништо не би им представувало пречка да ги постигнат своите цели. Сметам дека недостасуваат нешта на кои што град Прилеп треба да работи за тоа стане наш пријател, односно пријател на младите. Најголем проблем сметам дека е неинформираноста на младите луѓе за работата на локалниот младински совет, за стратегијата на млади, која што се однесува на нив, за локалниот буџет на млади. Исто така сметам дека во Прилеп нема доволно кариерни можности и нема доволно културни настани и овие работи според моето мислење го прават Прилеп да не го завземе местото како град 100% град пријател на младите. Младите лица, средношколците и студентите на факултетите треба да бидат тие што самостојно ќе ги прават и изработуваат младинските политики. Исто така, градот треба да преземе мерки за субвенционирање на еколошки средства за транспортирање, како на пример електрични тротинети и така натаму. Градот треба да отвори програма за комплетна поддршка на младински иницијативи, предлози и други работи во секој момент. Исто така, градот треба да продолжи да ги следи европските и светските трендови во смисла на едукација на младите за социјалните политики и промени, а и на важното цел да се реши проблемот со непристапноста на јавните објекти за лицата со попреченост. Тука спаѓаат сите државни објекти и училишта. Исто така, градот треба конечно да го оформи советот на млади лица, во кој младите навистина ќе можат да донесуваат регулативи и закони што ќе се одразуваат на самиот живот на младите. Моите предлози за градот Скопје да биде град пријател на младите се следниви. Под број 1 е имплементација на законот за млади, кој предвидува оформување на локален младински совет. Потоа, креирање на одржлива локална младинска стратегија. И најважното од се е основање на локален младински центар или просторија за млади, каде што младите луѓе ќе можат да добијат информација за активното младинско вклучување, како и за можностите за волонтирање.
Исто така, преку ова тие ќе можат да имаат и вмрежување со локалните младински организации. За да стане мојот град на младите, треба најпрво кај младите да се роди желба за подобрување на положбата на младите во градот, да се пробуди активистичкиот дух, а во тоа градот би можел да помогне со организирање на повеќе настани и активности во кои младите би биле столбот, а со нив и другите граѓани. И заедно би разговарале за потребите на младите, би ги запознале младите со секојдневните проблематики и би го изслушале нивното мислење за решението и одлуките. Јас би тргнал од промоција на локалната стратегија за млади, промоција на локалниот совет на млади, исто така промоција на локалниот буџет за млади, но исто така промоција на правата и можностите на нас младите во нашата општина, но исто така сметам дека битен сегмент е и социјалниот живот на младите, односно промоција на културните настани. Важно е да имаме град пријател на младите, затоа што многу политики и одлуки што се донесуваат од страна на градот се одразуваат врз младите и ќе се одразуваат понатаму во иднината. Во градовите пријатели на младите, младите имаат повеќе можности и мотив да останат да живеат и да допринесуваат во самиот град, наместо да заминат и да живеат на друго место. Во таквите градови, младите се чувствуваат слушнато и остварено. Градовите пријатели на младите се единствениот начин за македонските градови да се приклучат во позитивните светски трендови и да изградат млади лидери кои ќе придонесуваат и враќаат во својата заедница. Важно е да имаме градови пријатели на младите со цел да се воспостави комуникација и соработка помеѓу младите и градските власти. На тој начин ќе ги надминеме трендовите на немотивирани, неинформирани и апатични млади и новонастанатите трендови на така наречената изгубена генерација и истите ќе ги замениме со трендови на успешни, активни и мотивирани млади кои што ќе ги градат идните демократски општества. Многу нешта зависат од нас младите и како индивидуи и како дел од ово општество. Младите се тие кои во нив го имаат ентузијазмот за работа и учење, енергијата за подобрување на нештата и силата на вистина да променат нешто во нивните градови и во државата. Затоа е многу важно секој град да биде пријател на младите кои пораснале во него, треба да ги задржи да останат и да придонесуваат во истиот. Јас би тргнал тоа дека ние, младите, сме движечка сила на секое општество, односно ние сме нината на секое општество, па така и на нашето. И е многу битно ние како млади луѓе да имаме градови во кои ќе се чувствуваме среќно, додека создаваме, твориме, креираме, правиме иновации, живееме, работиме, се дружиме. Тоа ќе го постигнеме само со градови кои што се наши пријатели, односно градови создадени и водени според нашите замисли, нашите потреби. Идеи и можности има, а пораката е пратена. Младите велат, на позитивноста никој не останал равнодушен.